Добре дојдовте во процес. За состојбите во здравството, сектор кој што е познат не само заради нерешените проблеми и хаосот, туку и заради тоа што 3 месеци остана без министер за здравство. Разговараме со доктор Маја Киријас, примариус за УВНО Сигверло, и доктор Мица Дудучки, невропсихијатар. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Скоро 3 месеци македонското здравство нема министер за здравство. Може би во време снимаме еден ден порано пред да се емитува емисијата, може би веќе и ќе има нешто ново, но како е да се работи, како влијае психолошки и морално на вработените и на пациентите кога нема прв човек во здравството? Нели е подобро какво е тоа поимање кога дали првиот човек дава поголема сигурност? Се разбира политичката криза која и после година дена од завршување на vanredните парламентарни избори се уште продолжува, кога се уште не може да се етаблира власта како таква, кога не можат се уште да профункционират функциите, тоа добро познатите обструкции, меѓутоа и од неадекватните постапки на новата влада, немањето министер за здравство за еден мощен значаен сегмент од општественото живење представува на некој начин хендикеп за самото здравство. Имено не само како фигура, како политичка фигура, како функционер, туку како оној примус интер парес, првиот меѓу еднаките што ќе ја креира здравствената политика, што ќе ги спроведе идеите за реформите во здравството кои се нужни, што со еден долготраен и мачен процес, преку ангажирање на поголема група, поголем број на еминентни стручњаци од областа на здравството, пред се клиничари, а Македонија располага со такви кадри, советници и соработници, ќе се обиде здравството барем колку толку да го врати на нормален колосек. Сега веќе како беше овие 3 месеци? Па знаете, ако сте обезглавени на некој начин, не да кој знае колку ќе зависи од самиот министер како фигура, туку од самата институција Министерство за здравство кој е на некој начин обезглавено. Значи, недопустиво е такво нешто, ако не друго, барем да се назначеше веден министер или привремен министер, за да може да функционира министерство како такво. Не се сомневам дека заменик министерот, кој е искусен клиничар, кој е солиден лекар, кој лично го познам, дека својски ја врши својата работа, меѓутоа комплетно е кога цело е кога има се. Во овој случај немаше секогаш бил енглеска кралица кај нас. Не може да ја врши функцијата на министер. Не се носат одлуки, започени се реформите на заменик министер, ама не може да го замени. Тапкаме во место 3 месеци. Каква е атмосферата во клинички? Знаете, како најважна карика, односно најважна алка во севкупното општество, нели е здравството. Кога вие на тој сегмент немате главен човек, тоа е страшно. Пред се, секој подпис, се што треба да се направи, треба да биде со подпис на министерот. Тоа значи дека се кочи. Ние чекаме долго време. Да, има меѓупартиски недоразбирања. Меѓутоа, според мене, за министер на здравство, како сака и да биде, мислам, не знам како ќе ме разберат, меѓутоа, од добрите треба да се одбере најдобриот. Не треба да се гледа партиска определеност. Бидејќи, вие треба од дното здравството да го барем доведете до некој правилен пат. Сега сме, да не кажеме, на дното и под дното. Ја мислам дека не постои држава во светот во која што здравството е доведено до оваа состојба во која што е нашето здравство. Нашето здравство е доведено до состојба да функционираат неколку институции во државата и ништо повеќе. Да функционира колабирано веќе 10 години, особено во последните неколку. Така да сметам дека што поскоро е потребно се назначи министер, меѓутоа како што каже и колегата, неопходен е огромен број на советници, повторно ќе повторам, не треба да имат партиска книжка. Треба да бидат солидни, квалитетни, да имаат своја визија и идеја за да тоа може да го спроведат. Добро, така беше и најавено, ама очигледно копијата се кршат. Така, тоа да не биде пиар, знаете, на Facebook ние правиме, него вистински да се направи.
Изгубено е доста време, законот за лекови е тапкаво место, законот за доктори тапкаво место. Со години, децени. Тендерите за идната година, едногодишните се закочени. Се апсолутно е закочено кога немате подпис од човек кој што ќе стави подпис. Зашто прво да се зафати новиот министар, еве вие? Сте двајцата Новиот министар прво треба лекари, да се... специјалисти, доаѓате од секој од своја различна бранша, но знаете што... И сме добро запознаени со Така. проблематиката. Поготово што јас, како бивш воен лекар, некаде од 85 до 88 година бев началник на санитетската служба во Црна Гора, поточно во гарнизоните Титоград, Бар и Даниловград. И тогаш стекнавме солидни знаења и искуство во организација на здравствената служба и во мирнодопско време, и во воено време, а потоа како лекар доброволец учествував во војната, така да некои од тие искуства ми даваат за право, себе си не можам да се сметам за експерт, туку за еден добар познавач на состојбите во здравството. И од тука се земам за слобода. Да, и доста често јавно говорите. Некои своји размислувања, некои своји идеи, некои своји практични согледувања, јавно да ги изнесеме, со цел да ги анимираме некомплетираните здравствени власти или идната комплетирана здравствена власт, да ги послуша и нашите мислења, нашите согледувања, нашите искуства, па се она што е добро и квалитетно во претходниот, за жал, девастиран здравствен систем, да го прифатиме, да го напредиме, а она што е негативно, нелогично, сулудо, нефункционално, потполно да го елиминираме и да имаме еден сосема инаков пристап во креирање на здравствените политики. Имено, ако погледнеме колку изнесува здравствената каса, неко 450 милиони евра. Стотини сега зголемена. Тоа не е малку. Бројките не сум љубител на бројките, меѓутоа, ако знаеме рационално да ги искористиме тие средства за население не повеќе од 1.700.000, по моите некои согледувања, голем број се иселија од луѓето. Ако знаеме да ги алоцираме средствата, ако знаеме да направиме редистрибуција на здравствениот систем, ако знаеме да ги реактивираме постоечките капацитети во државата, а ги има. Во Куманово имаме 2 здравствени установи, поликлиники, едната е во населбата Гоце Делчев, другата е во населбата Ѓорче Петров, кои звреат празни. На тој начин, ако ги реактивираме тие поликлиники, секундарното здравство да го дислоцираме во тие поликлиники, значи да направиме на дисперзија, тогаш, ако тоа добро функционира, тогаш ќе ги поштедиме колегите од терцијарното здравство. Сега, за се и се што се праќа на клиника, дали е тоа потребно? Јас по моето искуство, 1 до 2 промила од пациентите ги праќам на клиника, кога немаме можности во општината, во Куманово, да ги направиме необходните испитувања, кога се потребно во клинички услови да се направат некои испитувања. И често на моите пациенти им велам, не лекуваат болничките зидови, лекуваат знаењето, лековите, диагностиката и грижата за болниот. И на тој начин, ако земеме лекарите, специјалисти или субспецијалисти, да ги алоцираме во овие поликлиники, тогаш болничката заштита ќе биде многу поевтина, односно терцијарното здравство е најскапо, се разбира. Ќе биде многу поевтина, порационална, поефикасна. Нашите колеги во терцијарното здравство ќе работат само онаа клиничка проблематика која не може во примерното и секундарното здравство. Но тука има друг проблем, значи недостасуваат специјалисти во внатрешноста. Гевгелија работи без анестезиолози, кавадарци без гинеколози или со еден пензиониран. Кога зборуваме за капацитети, се разбира, зборуваме и за кадровските, за просторните капацитети и за адекватна опременост на тие здравствени установи. Тоа е тријас без кој не може да функционира ниту една здравствена установа. Како да направиме квалитетни специјалисти и што побрзо да направиме специјалисти? Побрзо. Не може. Сега не се размислуваше квалитетен кадар, не се создава преку Не се создава така. Тоа е најжалното. Да се создава преку ноќ, многу ќе беше едноставно се да решиме. Ова што го кажа колегата дека во примерно секојно терцијарно здравство апсолутно не е тоа средено. Приварно здравство, матичен лекар дава упат и директно го праќа пациентот на клиника. Секундарно здравство, немате дежурни служби во Скопје, немате дежурни служби во Македонија, бидејќи по одредени специјалности немате доктори. Сега, ако тоа го немате,
тогаш направете од оние доктори кои што ги имате, да речеме, еве во Скопје ќе кажам, направите една дежурна служба, нека биде поликлиника Бит Пазар, да речеме, и тоа нека биде на ниво на град Скопје. Нека биде 8 септември. Еве, убаво носи грила, немате дежурен лекар 8 септември. Па не може терцијарното здравство да покрие се. Рековме кадар нема. Значи, мапата на Македонија во однос на здравството воопшто не е ни направена. Имаме ние колега во Дебар кој што треба да оди во пензија. Него нема кој да го замени. Значи, останува град кој што покрива повеќе општини да биде без лекар. Имате град Кавадарци, каде што колешката да речеме пред пензија. Немате кој да ја замени неа. И не само од вашата специјалност, него и од други специјалности. Замислете, значи од сите специјалности тоа исто. За да направите квалитетен кадар, не значи дека треба по специјализацијата дека е тој веднаш квалитетен. Значи, вие треба да имате долгогодишни искуства, треба да имате посетено болници во Македонија, треба да имате надвор посетено не само курсеви кои што се кадавери и така да. Значи, бројни работи за да дојдете до некој квалитет и да бидете критични пред се. Оно што преска говорев, критичноста во македонското население малце недостасува. Малку повеќе. Малце повеќе недостасува. Дали сте вие директор на установа здравствена, дали сте министер за здравство, дали сте директор на фонд, мене да ме ставите сега како директор на фонд, јас можеби ќе знам како да се справам со работите, ќе бидам доволно критична да земам околу себе барем 10 добри стручњаци кои што ќе помогнат да мојот успех биде квалитетен. Кај нас не постои таква критична маса. Значи, еден човек не може да направи се. Особено кога не доаѓа од здравството и не го познава ресорот. Значи, повторувам дека не може еден човек да направи се, нити директорот на фонд може да направи се сам без добри советници, нити министерот сам без добри советници. Дека квалитетниот кадар мора што побрзо да се пуштат на обука, значи, на специјализација, млади, и тоа треба период од 6 години да завршат специјализација. 6 години, значи, одредени градови ќе останат без кадар. Тоа е страшно. Јас еден пресек би направила да се вратиме на една многу актуелна тема деновиве, тоа е паралелниот увоз со лекови, за кој што и обвинителството веќе започна една предистражна постапка. Помислувате ли кога ги пишувате лековите, какви може да се, дали се сигурни, дали се безбедни, што им пишувате на пациентите, сте се сретнале ли со некој лек во кој што не сте имале доверба или ви бил сомнителен, ви се жалакли пациентите, сте имале ли такви случаи? Не, тоа за жал не е реткост во нашата пракса. Од проста причина што како искусни зборувам за периодот од 2012 кога почна како искусни лекари знаеме, имаме обврска професионална да ги пратиме и несаканите ефекти и за тоа да известувате. Да известуваме. Значи, тоа е наша професионална обврска. Од друга страна, како искусни специјалисти, веќе и времето, и илјадниците, и да не кажам стотици илјади пациенти ни научиле да ги цениме ефектите на лекот. Да ги цениме несаканите ефекти, ама и позитивните ефекти на лекот. И сега, јас од свој практично искуство тврдам дека добар дел од лековите кои се од паралелен увоз или така наречена генерика немаат студии за еквивалентност. Значи, ако произведете генерички лек, тој мора да одговара на оригинерот и по составот, меѓутоа и по активната субстанца која е лечебна, која е суштински лекува. Сега она вехикулумот, дали е гликоза, дали е аспартат, дали нешто, тоа не е толку битно, меѓутоа активната субстанција недостасува во лекот. Од друга страна, некои поискусни пациенти, ама докторе, јас земам депрозел и земам пароксетин. Земам салофалк и земам месалазин. Би требало да биде истрек. Меѓутоа не. И ефектите се разликуваат. И ние тоа го забележуваме. Сигнализираме. Меѓутоа немаме ритер, немаме одговор од такво нешто. Ако тоа веќе го сигнализираме, тогаш Бирото за лекови, во кое постои една институција која врши контрола, која е должна со закон да врши контрола на секоја серија на лекови. Не само по серијскиот број на кутијата на лекот кој пишува,
туку на секоја серија да врши контрола. А поготово па на лековите кои не се оригинери, кои доаѓаат од разни неетаблирани, по знак на наводи, фармацеутски компании, јас ги тоа нарекувам фирми машна и ташна, се зема субстанца со джакови, се штанцаат таблети, се пакува во лажна амбалажа, со лажни серијски броеви, и тоа, за жал, ќе се покаже дека фармакомафијата нашла добра, плодна почва во македонското здравство од проста причина што не се вршат таквите контроли, а на губиток сме и ние како лекари, и на тој начин нашиот професионален дигнитет се нарушува. Какви лекови сме препишале, колку ефикасни или неефикасни, со вакви или инакви несакани ефекти. Од друга страна, штетата на здравето пациентите е голема и ненадоместива. Затоа, не само јавното обвинителство да отвори истрага за вако нешто. Лекарската комора не сме да мочи. Стручните здруженија, сите по специјалности има здружени на психијатри, на невролози, на хематолози и така, интернисти, педиатри, да реагираат сите. Да реагираме. Сето тоа е во интерес и на нас како фела, во интерес на Министерството за здравство, а највеќе во интерес на пациентите. Ова што нешто се случува, за кое и некои медиуми, некои ваши колеги, па и вие пишувавте, сигнализиравте, не сме да го ставиме по тепих и не сме да останеме глуви и слепи. Нова ја започна целата работа и обвинителството врз основа на нашите написи покрена истрага. Подобрен глас треба да реагира. Референтна лабораторија во Македонија нема. Тоа е факт. Значи референтни лаборатории постојат евентуално Лондон и Страсбург. За ова треба да помене, да се отвори една поширока дебата, каде што треба да биде присутен човек од Биро за лекови, од фонд, од министерство и лекари кои работат нормално со фармацевти. Друг момент, дека не е само за паралелниот увоз. Значи, јас воочувам дека давам лекарства кои што имаат или многу малце активна субстанца во нив, или пак имаат некој плацебо ефект. Значи, не станува збор само за лекови кои што се со паралелен увоз. Зборам генерално. Ако земете лек произведен во Македонија, во наша аптека купен, и купите го во Загреб, а произведен во Македонија, квалитетот не е ист. Со сигурност ти тврдам дека не е ист, бидејќи на мене го имам испробано тоа. Земја без стандарди. Значи, во тој случај, односно второкласни лекови. Дека сметам дека пред се, значи треба да се направи една широка дебата во однос на оваа проблематика. Не смееме нормално да напаѓаме доколку немаме некои докази и така натаму и така натаму. Веќе има докази. Меѓутоа, според мене кажав дека треба да се испитуваат и лековите и кои што не се само во овој паралелен увоз. Сигурно, лекови, производителите. Јас воочувам дека немаат ефект, односно нема активна субстанца во нив. Или е намалена. Што треба да направи сегашната власт со оглед на тоа што законот за лекови претходната власт си го во делот на паралелниот увоз си го прилагодила така да можат да влегуваат сомнителни лекови во државата. Тоа легално е направено. Јас би направила тоа да биде некоја лабораторија која што не е во земја која што е доста лесно подкупливе, како што е да речеме, ајде, посиромешните земји се попоткупливи, нормално, фармакомафијата тоа може да го плати, нели? Значи да тоа биде земја која што е Словенија, Хрватска, погоре, каде што може да се испита квалитетот на лекот и тоа треба примерно да го направи Министерството и Фондот за здравство. Втор момент кој што сакав да го кажам во однос на ова е дека тоа кој што го кажавте. Значи, оние лекови кои што дајаат со паралелен увоз, они имаат лот и тоа може веројатно лесно да се испита, бидејќи со тој лот се гледа каде е произведен лекот и како е произведен лекот. Серијски број на... Да, но тие лекови не доаѓаат директно од производителот и не се знае каде се патувале, потеклото, каде се шетале, каде се чувани, дали е прекинат ладниот ланец, доколку се нели мораат да се чуваат на одредена температура и тоа е главниот проблем. Дека тоа е легално. Се што е легално донесено со закон, со постоечки закон. Одговара државата. Не значи дека е и правно издржано, дека е правично, дека е во склоп на позитивните законски прописи. Јас тоа често ама знаете, тоа е према законот. Ама сватите дека и Хитлер се што работел во склад со нивните, ама фашистички, националистички закони. И тие не прекршили ниту еден член од нивниот закон. Ама во тоа е злосторството. Значи, јас
секогаш зборувам, парламентот не смее да биде место каде што ќе имаме турците во Меджлисот имале Евет Ефенди кои ќе климат со главата и кои не го прочитале законот, ама ќе ги притискаат копчињата. Како можете во еден ден да донесете 100 закони? Има ли амандманска расправа? Дали некој ќе сноси одговорност, предлагачот на законот кој не е уставен, законодавно-правната комисија во парламентот која треба да го прочешла предлогот и на крај пратениците кои притискаат копчиња за да го изгласаат законот. Кога зборувам тука првенствено за законот за здравство, законот за доктори кој се уште не е донесен и кој со години не во работа немаме ни драв верзија, а да не зборуваме за другите закони. Од тука велам, нека новите власти треба со една макотрпна работа да ги прочешлат сите донесени закони, сето она што е небулозно, незаконски, неуставно, да се исфрли тоа, за да може да создаваме и здравство, да ги создаваме и останатите сегменти од нашето општество кои ќе бидат за потребите на граѓаните и во интерес на граѓаните. Тоа примерно е во правосудството, во образованието, во администрацијата, во војската и во полицијата. Тие се основните столбови на едно општество. Тие столбови за жал не се разнишани. А она што ќе има далекосежни последици, негативни, за жал понекогаш и катастрофални за поединци кои не треба да ги гледаме како бројка, како казус, туку како нешто за што треба да ни е во фокусот на вниманието, а тоа е здравјето на нашите граѓани, кое и онака е нарушено. Па дури ако ги лекуваме со неадекватни, недокажани методи, со тие играчки кои беа едукација, мисля да им на врачарите, на надри лекарите да им дадат привремени лиценци додека не се способни. Тоа го слушам на телевизија од заменик на Тодоров. Тоа нешто страшно кое не можете како човек, а поготово како лекар да го проголтате и да го премолчите. Од тука не да алармираме само за состојбата, туку да даваме и предлози, размислувања, идеи, сугестии, како на здравствените власти да им помогнеме за да создадеме еден колку толку за почетокот нормален здравствен систем, од ова што рече колешката, од ното да го доведеме на позитивна нула, а потоа да го канализираме во еден правец на едно модерно, современо, ефикасно и функционално здравство. Тоа е идејата и желбата. Да, Министерството да го слушне гласот на фелата. Апсолутно. Затоа што претходната власт се создаде непријатели во вас. Да имате министер кој што пред се ќе сака да комуницира со останатите. Проблем ни е, повелете. Сакам да кажам уште нешто кое што е, да речем, во другите држави функционира, кај нас не. А тоа е да пациентите се шетаат од матичен лекар кај доктор од секундарното здравство, па кај доктор од терцијарното здравство, мора да се врати за Да, специјалистите немаат право да пишуваат рецепти и тоа е дефинитивно голем проблем. Немаат право да напишат рецепт. Значи, по мене, Фондот за здравство треба да го разгледа тој момент кој што ќе биде многу добар за самите пациенти. Значи, со извештајот од специјалистот во аптека лекот да му биде прифатен под фондовска цена. Со тоа намалувате трошок да пациентот шета од матичен лекар специјалист повторно матичен лекар. Да се малтретира. И на крај сам си го купи лекот пошто ќе се изнервира, нормално по приватно, значи по некоја си цена која што е во аптеката, не фондовска цена. Значи Фондот за здравство да го овозможи специјалистичкиот извештај да биде валиден и да со тоа пациентите може да се купат. Или да пишувате рецепти. Така. Апсолутно, тоа не е никаков проблем. Значи, кога веќе го евалуирате пациентот, правите диагноза, не е воопште проблем да напишете рецепт. А во однос на ова што кажавте за минатата власт, мој термин и добро е направен. Меѓутоа, по мене треба да се малце прологира тоа време на мој термин. Вие не можете во рокот 10 минути да направите добра диагностика, добра анамнеза, добар разговор со пациентот, при тоа сето тоа да го внесете административно во компјутер, а да имате време од 10-15 минути. Значи, ви треба многу подолг временски период за добра евалуација и квалитетна на пациентот. Што е со лекувањата во странство? Се собираат донации, некогаш потребни, оправдани, некогаш неоправдани, се прави еден хаос. Фондот сега има дополнителни средства, а може ли да се најде крајот?
ги сменjaјте тие комисии, но не знам дали тоа би било решение првостепена и второстепена. Пред 2 дена имав една пациентка чиј сопруг за жал почина и тоа во еден интервју во Фокус директорот на фондот господин Ден Дончев го изнесе. Беа одобрени средства за лекување во странство во Турција, меѓутоа се покажа дека се работело за жал за метастази во црниот дроб, со метастазирање во другите органи и за жал пациентот екзитираше. Од тука се поставува прашањето. Колку се нашите капацитети и способности реални? Најголем дел од нашите пациенти на време да ги диагностицираме, да ги спроведеме сите оние тераписки процедури кои ни стојат на располагање, за кои сме стручни и квалификувани. На тој начин само мал дел од нашите пациенти за оние ретки болести, за оние што немаме капацитети и способности во нашите здравствени установи, ќе бидат лекувани во странство, во некои референтни здравствени установи кои се специализирани и субспециализирани за терапија на таквите пациенти. Од тука произлегува и нашата потреба на време да ги диагностицираме. Пациентите да не ни одат по бирократски лавиринти. Мој термин има и добри и лоши страни. Треба да се направи список, односно листа на диагностички процедури, на тераписки процедури за кои е потребно закажување термин. Ама да правите мој термин кај лекар специјалист. Е далеко од умот. Зошто е далеко од умот? Јас веќе 20 и кусур години работам како по приватна пракса. Така. Пред да се воведе мој термин, јас работите со фондот. Да. Уште од 95-та година го воведов тој мој термин на свој начин. А тоа е директна комуникација со пациентот. Па, ако имаме пациентот... Колку трае еден ваш преглед? Никогаш не оставам помалку од половина сат. А за психотерапија од 45 до сат време. Оти не можете вие... А мој термин ви дава некој си 15, колку, 20 минути. 5 минути пациентот да го гледате, а 10 минути да седите да му го свртите грбот на пациентот, што е нонсенс. Не можете да постувате норма во здравството. Како норма на успешност и плаќање успешност, тоа е будалаштина. Замислете, оперира двајца хирурзи. Едниот изврши операција, раната заздравува пер примам, ги вади конците, понатамошниот кучно лекување и така натаму. Вториот хирург оперира, раната загнојва, дехисцира. Вториот хирург пак интервенира, ревизија на раната и остало. Повеќе труд, повеќе трошоци. Значи, ќе биде повеќе платен, повеќе работил, одолне пред. Што е абсурд. Друга работа. Дали мислиме дека сите наши пациенти од натрешноста имаат во секој момент, како во Скопје, превоз? Па тој открива Паланка или од Кратово или од Пробиштип има еднаш или два пати во денот. И јас, кога комуницираме со пациентите, кажам, во кое време вие може да дојдете? Кога имате превоз, кога можете да дојдете на посту. Од друга страна, сестрата која работи со мене едуцирана, па да препозне кога пациентот, зашто се работи. Дали трњење на лицето на раката представува увод во мозочен удар или е некоја банална работа. Значи, ние во директна комуникација со пациентот веќе правиме тријажа, веќе оценуваме кој ред на итност е. Меѓутоа, овде бирократски, што сакате, вие имате термин кај тој и тој доктор и така ќе се заврши. Затоа велам, мој термин да, за некои посебни диагностички процедури кои трпат одлагање, за некои интервенции кои трпат одлагање. Од друга страна, пак, злоупотреба на приоритетен упат. Лошо кажам приоритетен. Приоритетен упат е иден случај кој се упатува во ургентната служба. Не може да биде приоритетен упат затоа што... Кој што важи 7 дена и пациентот мора да чека да биде последен. Како тогаш ќе гледаме на длани, ќе гледаме кога пациентот ќе дојде. Добро, беа најавени некои измени, ветија дека ќе има измени. Мој термин треба да се стави за оперативни интервенции, за некои софистицирани диагностички методи кои може да трпат одлагање. Меѓутоа,
Овој начин ние 15 години сосема успешно и сосема ефикасно функциониравме со начин со директен контакт на пациентот со матичниот лекар или со лекар специјалист. Поготово во нашата невропсихијатрска. Алудирав повеќе на лекувањата во странство од причина може ли, еве велат, малку се парите. Може ли некој посебен фонд да се создаде? Има ли начин? Идеја за посебен фонд. Ајде. На клинички центар имате паркинг, кој што Ево хаос, меѓутоа функционира и 24 кои што добро заработуваат, 8 години една фирма, 8 години град Скопје. Да. Тоа се големи пари. Зошто тоа да не биде на клиниките собственост, а не на некои партиски фирми? Значи, зошто тој паркинг, јас мислам дека и градоначалникот на Скопје и било кој би се согласил овој паркинг да го даде, да биде на клинички центар, поточно. Средствата нека одат во фонд за здравство. Со тие средства може, верувајте ми, многу работи да се направат, многу инструменти да се купат, многу пациенти да се излекуваат. А парите одат, паркинг има други бројни, може од тие пари не одат во град Скопје. Овој паркинг не го остане сепак во здравството. Средствата се големи, беше точно битка кој да го земе тој паркинг и така натаму и така натаму. Секогаш било битка. Секогаш било битка. Тие средства нека бидат пренаменети во фонд за здравство. Од друга страна, кога зборуваме за тендерите, тендерите представуваат посредник во набавка на диагностичка терапевтска апаратура или во набавка на лекови. Зарем не може економистот кој е вработен во клиничкиот центар или економскиот сектор директно да ги набавува потребните лекови на основа на месечни, годишни неделни требувања, ние ги нарекуваме во војска кога работевме, и на основа на тие наши искажани потреби да имаме континуирано снабдување со лекови. Во ЈНА тоа го учевме како санитетско снабдување, еден од предмети кои го полагавме како војни лекари. Значи, чому ни се тие разноразни фармацеутски куќи, компании, увозници, кои повеќекратно ги зголемуваат цените, зарем ние во клиниката, во клиничкиот центар, економистот не е способен да види, оваа фирма произведува тоа, ова е квалитет, овие се референците, директно од фирмата да ги набави. Што повеќе посредници, тоа поскапо. И ќе се покаже дека набавената апаратура е три пати повеќе, апсолутно, 3 пати поскапо платена од она што бисте ја набавиле директно. Тоа е рационализација во здравството. Ако немаме рационално трошење на здравствениот денар, ќе имаме секогаш здравство кој ќе грца во долгови. Нека ми објасни еден економски директор од клиниките, како можете да работите, а да создавате загуби од 10-50 милиони? 35 милиони е во моментот. Дали е тоа напросто... другери. Да. А кон другите добавувачи, замислите да не плаќате вода и струја. Па ја ќе ви кажам, ако имате на клинички центар пациент кој што ви е болен, и притоа на тендер, прво не разбирам зашто на тендер треба да се купи најевтиниот лек. По мене треба да се купи најквалитетниот лек, не најевтиниот. Бидејќи најевтиниот прави па и може би најголем трошок. Имате пациент кој што ви е лежачки, му давате доза, нели, адекватна на лекот кој што ви е набавен на клиника, не реагира на тоа, давате втор лек, давате трет лек, значи имате пациент кој што е со трипла терапија антибиотска. Па тоа не е ли загуба? Значи, која загуба на пари одат на само еден пациент кој што лежи на клиника. Наместо еден ефикасен лек. Значи, ќе купите не на тендер најевтиниот, најквалитетниот, меѓутоа со едно давање за 2 дена пациентот ќе си оди дома. Да, тука сега се поставува прашањето за менување на позитивната листа, за додавање на лекови на позитивната листа. Она што го спомнавме профитери, затоа што веројатно има доста интерес. Дали не е алармантно во последните 10 години да има само еден нов лек додатен на позитивната листа? И повеќе од алармантно. Чуму ни се лекови од типот на амитриптилин или од типот на хлорпромазин, ларгактил, кои се веќе обсолентни, застарени, кои веќе не се употребуваат. Што ни се тие на позитивна листа, кога веќе нивните несакани ефекти се многу поголеми во однос на терапеутските ефекти. Кост-бенефит односот го гледаме.
И сега, кога располагаме, тогаш немавме други избор и тие лекови ги дават. Меѓутоа, сега кога располагаме со нови, современи, широко распространети и во Европа и во светот лекови, кои, велам, не се скапи доколку се ефикасни. Најскапата терапија е неефикасната терапија. И тоа сакам, кроз сите оние наши дискусии со колегите, тоа сакам јавно на здравствените власти да им го кажам. Користите ги нашите знаења и искуства. Што вие, како специјалист и инфектолог, бисте предложиле која група на лекови? Нека имаме 2-3, ама ефикасни. Не мора да има 20-30. Нека има 3-4 антидепресиви, кои се докажано ефикасни, кои се со најмали несакани ефекти. Нека има 3-4 толку антипсихотици кои се сега што се случува? Се ги купуваат пациентите сами? Да. Затоа што вие ако не ги дадете, вие заостанувате во однос на медицината, на лекувањето нема таков ефект. Така. Прво сте неквалитетен лекар пошто не знаете да лечите, така. Ако давате еден антибиотик не делува. Нешто што го има само на позитивна позитивна имате листа. пред вас бактериолошка анализа, микробиолошки навод, каде што гледате дека лекот е сензитивен. Го давате. И ви се нуди можност за нови посовремени лекови, кои што на крат на кришта во светот 10 години се употребуваат, сега стигнале кај нас. Не само здравјето како такво, туку и социоекономските бенефити од доброто навремено лекување. Абсентизмот, отсуството од работа, боледување. Апсолутно. Заради продолжение. Дополнителните трошоци на државата, болничко лекување. На семејството. Значи, сите тие аспекти мора да ги имаме како едни коцки од мозаикот, елементи од мозаикот, за да можеме да создадеме еден неков ефикасен, функционален, пред се рационален здравствен систем. Не велам дека е лесно, меѓутоа тврдам дека е остварливо. Само треба да се има слух, добра волја и оно што колешката пред малку го кажа. Искусни клиничари, а имаме такви. Врвни стручњаци, кои ќе се спремни, про боно публико, за во интерес на народот, на граѓаните, да потрошат време, знаење, искуство, кои ќе бидат советници, волонтери. Не треба, тоа ништо не чини. Па дали еднаш на 3 месеци ќе направиме состанок со министри. Зашто ставија доктори у 50 комисии, па зашто би биле волонтери тие? Ама знаете зошто комисии? Комисиите за да не завршите работа. Черчил одамна го кажал тоа. Апсолутно. Комисии за вакви за вакви секој проблем што не можеме да го решиме, формираме комисија. Затоа замислете, и комисијата работи. Комисија која си бирократска, пациентите ќе номинират и па знаете, немаме лек, па лекарите не може да ги лекуваат пациентите со чајчиња од баба Рада. Захтева лекови, захтева опрема, захтева средства за работа. Вие работите во приватна ординација, со фондот работите, задоволни ли сте од таа соработка со фондот? Замислете, матичните лекари има многу жалби дека доаѓаат контроли, казнуваат без потреба. Да, тоа беше еден своеврстен притисок од бирократија во фондот, но една работа би сакал да го кажам. Постои селективен пристап. А селективниот пристап се состои во тоа да некои лекари од општа пракса имаат и до 300 и 400% поголеми примања, не само од другите колеги, него и од лекарите специјалисти. Тогаш ќе постави секој прашање. Па извините, тогаш зошто јас 4, 5 или 6 години ќе трошам време, средства, знаење, одвоено со семејството, скратување, оти специализацијата и специјалистичкиот испит е еден од најтешките испити воопшто што го има во општеството. И правосудните, и нотарските, и остало имаат своја тежина, меѓутоа ова е еден од најтежок. Тражи толку одрекнување од секојдневните задоволства, од семејството, од рекреација, од одмор. Нашите специјализанти сега буквално се во состојба на робовска работна сила. Плаќаат за специјализацијата, немаат ниту ден стаж, немаат социјално здравствено осигурање, па не знам дали држурствата им се плаќаат. И затоа нели е логично за нив да побараат својата среќа, својата иднина, да ја побараат некаде во странство, каде ќе бидат ценети не само од материјално-финансиски аспект, туку во општествен статус. И сега ќе се соочиме со brain drain, одлив на мозоци, одлив на стручни кадри.
може би тој намерно се прави за да се девастира државниот сектор, здравствениот систем, оно што е условно речено државен сектор, во полза на некои приватни здравствени установи. Независно од тоа што сум јас приватник. Значи, во полза на некои приватни здравствени установи. Зошто ако може во една, друга, трета здравствена институција да се направат соодветните испитувања ЕМГ, ЕЕГ и тие да бидат платени по фондовска цена, онолку колку се изработени. Од друга страна пак имаме нелегално за пациентот. Тој е принуден да плаќа релативно скапи услуги во приватното здравство и кога излезе со наод, специјалистички наоди, мислени или субспецијалистички, матичните лекари имаат забрана да му ги препишуваат лекови кои потекнуваат од оние специјалисти кои немале склучен договор со фондот. Тоа е неуставно, незаконно. Тоа е страшно. Таквата небулоза треба да се брише. Значи, оти е неуставна пред се, оти се дискриминираат и лекарите. Од друга страна, ќе имаме и заштеда на здравствениот динар, додуше на грбот на пациентот, меѓутоа, ако фондот е, да кажеме, има лимитирани средства за здравствена заштита, зошто барем тогаш не заштедел на диагностичко-тераписките процедури кои ги спроведува во некоја приватна здравствена установа, ама лековите, зашто пациентот плаќа на фондот, да не му бидат дозволени. И така, пациентот плаќа 3 пати и преку придонеси, и преку партиципација, и во приватните, затоа што немало некое снимање во јавното здравство или анализи и така натаму. Што е со... За здравство не сме да прифати или да речеме услуги од типот на ексклузива. Значи, услуги кои што постојат на клинички центар, а при тоа, да речеме... Има ли такви случаи? Па еве сега, да речеме, слушнавме за нешто такво ново. Доколку постои некоја интервенција која што е посупцилна за една нијанса, да фондот за здравство го прифати тоа и да ја плати на приватната болница пари. Чекате ме молам. Јас се согласувам народни апсолутно. Пари од граѓаните. Апсолутно се согласувам. Да PET скенот кој што не постои на клинички центар за онколошки болни, комплетно се плати под фонд. Се согласувам за инвитро, ако не постои на клиника да се плати комплетно под фонд. Меѓутоа за некоја суптилна метода, ајде сега да лупнам, паралела да направам. Ставате филер за уста кој што трае 2 месеци, на клиника постои, а ставате филер за 6 месеци, па да му го платиме тоа на пациентот, нели, да оди во ремедика. Или во било која друга приватна, мислам... Без да кажа ремедика, било која. Значи фондот мора да направи тука една дистинција. Дали тоа не е неопходно или не е неопходно. Ако се прави на клинички центар, во тој случај нема потреба да се прави одлив на средства кон приватните. А ако фондот сака да заштеди? Ако сака да заштеди. Ако му е тоа интенцијата. Како PET скенот кој што е неопходен кај онколошките болни, тоа мора да биде под фонд. Еден куп работи има. Една друга работа кога зборуваме за фондот. Дали е проблем и во нашата земја да се воведат паралелни здравствени фондови? Што значи тоа? Ако плаќам за фонд од категорија А, кој подразбира основна здравствена услуга, основни здравствени услуги кои се неопходни за... Да можеме да доплаќаме за... Тогаш нека постои неколку здравствени фондови од категорија Б, каде што ќе велиме да, ќе даваме повеќе во здравствената каса, ама затоа ќе имаме повеќе услуги со кои, со нашето алиментирање на здравствената каса, ќе бидеме лишени од потребата да плаќаме и партиципации и лекови дополнително. На тој начин ќе се почитува и принципот на солидарност. Ако јас сум одвајал 30 години, 40 години за здравство, а не сум потрошил ниту денар, тогаш нека добар дел од тие средства одат по принципот на солидарност за оние кои имаат потреба такво нешто. Ама на моето конто да остане еден дел од здравствениот денар кој затоа што сум го чувал здравјето ќе ми биде вратен. Сега тоа може би да изгледа утопија, меѓутоа е нужност. Со тие паралелни фондови, ќе кажеме, па и клиниките, и во јавната здравствена установа, и приватните здравствени установи, па и самите пациенти ќе кажат, не, сакам во овој фонд да ги плаќам средствата и сакам да добивам такви и такви услуги. Чекор по чекор. Сакам само да ве прашам околу дежурствата. Тоа е голем проблем на интернистичките клиники. Хирургија имаат веќе зголемени... Дежурства 9000 денари, останатите клиники, да речеме, ние сме угодно се хируршка гранка,
Меѓутоа за време на Тодоров, кога беше министер, немаше право на подпис веќе и не го подпиша тој момент. Ние немаме министер, Таравари колка ви се дежурствата? Кај нас се 1000 денари дежурствата. Сега правите паралелно и 1000 денари и 9000 денари. Зашто јас би седела веќе на клиника за 1000 денари да дежурам 24 часа, кога можам на крајот на кришта да отидам да работам во било која приватна институција друга. Тука треба да постои усогласување на цените. Кардиологија. Па зарем кардиологија лесна гранка да има 1000 денари дежурство? Значи гинекологија, секаде исто. Секаде, значи да не ги набројувам гранките. Значи апсолутно треба, значи не се согласувам да се намалат, туку да се изедначат колку што се хируршките и останатите дежурства да бидат толкави. Добро, да привршуваме. Имате ли некоја порака, можеби денови веќе имаме министер, можеби не знаеме кој ќе биде, се вртат калкулации различни. Само нашата порака од фелата да ја сублимираме во една реченица, а тоа е да ги послушаме мислењата, знаењата, искуствата на сите они кои секојдневно во својата пракса се сретнуваат со болни луѓе, со луѓе кои имат потреба од адекватен, ефикасен здравствен систем, да ги послушаат советите и мислењата и нашите сугестии за она што се искуства и во светот и кај нас, да ги примениме. Некои, ако треба, и ќе ги препишеме и ќе ги модифицираме према нашите потреби и услови. Само таков еден здравствен систем ќе може да биде функционален во интерес и на државата и на граѓаните. Јас секогаш велам, во сите струки, во сите професии, поготово во нашата лекарска, немојте да мислите дека оние со партиски книжки располагаат со најголемо знаење, умење и искуство. Независно кои се. Користете го искуството на луѓето кои се на некој начин профилирани, докажани во областите во кои делуваат. И тоа ќе биде еден голем бенефит, една голема одскочна даска здравството од длабоко дно, што спомна пред малку колешката, да го доведеме на една позитивна нула, па од тука да ги трасираме патиштата кој е еден европски ориентиран здравствен систем. Јас апелирам за новиот министер кој што ќе дојде, се надевам дека ќе биде тоа добар избор, да направи повторно, ќе кажам, здравствена мапа на Македонија, да префункционираат сите болници кои што се по градовите, бидејќи една болница, да речеме, од Охрид треба да обскрбува. Да, реорганизација да се направи. И регионализација. Дефинитивно. Значи, и тоа добро да работат, а не да ги праќаат пациентите во, да речеме, од Охрид во Битола или од Битола во Скопје и така натаму. Значи, секоја болница да функционира, да не се трошат пари за банални работи со брза помош на дежурства се носи директно во Скопје, на клинички центар. И вториот момент што апелирам да лекарската комора, јас се надевам сега со новата. Не, ја спомнавме лекарската многу, вие ја спомнавте во еден дел, ама не знам колку. Се надевам дека сега ќе најде на некој, ајде да кажеме, колку ги застапува вашите интереси, тоа вие се знаете. До сега не беа застапувани, меѓутоа се надевам дека од сега ќе бидат застапувани. Јас во Франција кога бев на 6-месечен престој, мене ми понудија да бидам адвокат, да бидам во случај на професионално заболување, да бидам лекувана на нивен трошок, а мене во Македонија лекарската комора не знам што ме нуди. Значи лекарската комора пред се треба да нуди заштита на самиот лекар, треба да во пресред на самиот лекар некој конгрес вај да спонзорира еднаш годишно, на 5 години еднаш или не знам како. Меѓутоа треба да биде во служба на лекарите. И ја всушност и не сваќам каде се одливаат парите наши кои одат кон од чланарина, од лиценци. Парите од чланарината се одливаат на организирање на тениски турнири, скијање на одредени доктори повластени, што е нонсенс. Лекарската 50 години би сакал да иде тенис. Играат. И тоа одредени тоа не е приоритет, дефинитивно. Меѓутоа, лекарската комора, кога зборуваме и со еден критички став, треба да биде не само еснавско здружение на лекарите, да ги брани, да ги штити интересите на лекарите од професионален аспект, а паралелно со тоа и интересите на пациентите. На тој начин, како институција која представува спој, конекција помеѓу здравството, помеѓу фондот,
помеѓу Министерството за здравство, помеѓу самите учесници во даватели на здравствената услуга, ќе исполни својата функција. За жал, досега немаше таков слух. Добар дел од директорите на односно председателите на лекарската комора беа крајно пасивизирани. Не смееме ниту сега, ниту во иднина тако нешто да дозволиме. И партиски поставени. Да. Не битно, меѓутоа да потекнува од професијата, од струката и да ги извршува своите професионални задачи и обврски во интерес и на лекарите и на пациентите. Да донесеме закон за доктори. Да го коригираме законот за здравствена заштита. Да го коригираме пристапот на фондот како она установа, институција која ги плаќа здравствените услуги на давателите на здравствените услуги. На тој начин мора да гледаме да го решаваме системски проблемот и да имаме еден мултимодален пристап кон тој проблем. Само така, со парцијални решенија ништо не правиме. Само така ќе имаме некакви перспективи и здравството да го доведеме на нормален колосек. Тоа е. Јас ви благодарам на разговорот. Благодарам се. И вам ви благодариме за поканата. До емитување на нашата емисија ќе имаме министер веќе. Благодарам.